Под огражденските села Штука и Иловица в недела ќе гласаат дали над нив сакаат да се отвори рудникот за злато и бакар. Општина Босилово ја сочинуваат 16 населени места, но овие две се најзасегнати од проектот. Токму во шумата на целата треба да работи рудникот во следните 30 години. Според мештаните, отворањето на рудникот е чекор кон целосно празнење на селата. Прво што таа здружението што е за стоп за стопира рудникот, после по них и они што да, ама многу луѓе не ги примаат двори, ги гона. Има повеќе од шведци, повеќе се против, не го сакат рудник. Не знаеш што го не викат. Најногу они веќе отворно си кажа, оти водата ќе биде загазена. Не само површинската, и подземната вода ќе загази. Најногу пиеме вода од бунар. Овде има и граѓани кои што се за отворање на рудникот. Не веруваат дека ќе има штетни последици и привлечни им се вработувањата и економската добивка. Доколку рудникот се отвори, кажуват наводно, ќе нема ништо. Ние сега нема. Јас ризикувам, брат. Ризикувам и јас сум за да се отвори рудник. 3 дена до референдумот во општината, активистите со возила и мегафони ги крстосуваат улиците. Велат дека ова се последните активности пред утрешниот молк. Значи, единствено нешто што останува е да излезат и да го дадат својот глас, да го кажат своето мислење. Затоа што ова е вистински момент за тоа да се случи. Референдум на локално ниво особено многу ретко се случува, а особено за такви круцијални и важни прашања. Активни се и од компанијата Euromax. Последните неколку недели на својата Facebook фан страница им одговараат на волонтерите од Сдруженијето Здрава Котлина дека проектот за рудникот е работен по европски и светски стандарди и запазени се сите меѓународни практики во областа на современото рударство.